Komičen megaherc. Многу ми е интересно. Личката. Да почнуваме емисија со ау! Сите мислат дека има волци, но нема. Да, значи како по обичај, дами и господа, времето требаше да е сончево, но за жал не е. Но како и да е, знамињата се веат, сонцето не грее од каршија, наочарите се тука од блесокот е јак. Како да ви кажам, дами и господа? Има една поговорка, ја прочитав Сабајле, односно не е поговорка, тука е како ако го направиш тоа ќе се промени времето, тоа е да шеташ лабрадор по улица. Ако имате лабрадор, да, црн, прошетете го и сонцето ќе изгрее. Велат дека е така, ако некој има вакво искуство, нека пише или нека сподели на Инстаграм профилот на Жарко Димовски. Така е, така. Иначе денеска е 21 април, тоа е 111-тиот ден во оваа година, која што не е престапна за среќа. Остануваат уште 254 дена да одлучите каде ќе ја славите вашата нова година, дами и господа. А новата година се слави со пријатели, блиски, освен ако не си Джек Николсон и Стив Маквин, па да славиш со стюардеси од Луфтханза. Така е, така е, така е. Ама немаме сите таква можност, едноставно не знаат стюардесите. Ке ве оставиме малку да се олабавите со пауза од 3-4 минути со некое добро музиче, летно предпоставувам, и потоа се враќаме со ексклузивен гостин, дами и господа, во нашето студио. Чувајте се. 21 април 2133 е супер број, среќен број, така да денес ќе бидете среќни. Денес е и петок, почеток на викендот и вечерва, дами и господа, во киното Милениум ќе се одржи премиерата на филмот Ах, љубов моја, во режија на Коле Ангеловски, кој што воедно и со нас во студиото. Стварно? Да. Здраво. Вечерва е премиерата на Ах, љубов моја неверна. Да, Ах, љубов моја неверна беше со представата, Ах, љубов моја останато насловот. Ама филмот е Ах, љубов моја неверна. Коле, здраво, како си? Здраво, Коле. Здраво те на 20-та. Ах, љубов моја неверна? Не бе, ах, љубов моја. Толку. А неверна ќе го видиш, ако е у филмот ќе се види, значи ако е видите дека е неверна, неверна, а ако е верна, Супер, блазе си. Или ќе одиме во Грција, во таверна. Во таверна да пиеме узо. Да. Коля, милена пијачка, која ти била? Мислам и која ти е? Алкохолна? алкохолна. Да, која? Ракија. Ракија, дефинитивно. Предручек, една ракија и една чаша вино. Чиста работа. Тоа е Тоа е таа мешавина македонско-француска. Тоа е рецептот за долг живот. Коле, ти си роден далечната 43-та година. Да, 1943. За време на војната. За време на војната. 14 март во Скопје. Во Скопје. 14 март, јас сум 14 април. Ама на 14 март бил убиен Цезар, значи еден Цезар бил убиен, друг Цезар се родил. Во Македонија, точно така. Цезар салата е крстена по него и Цезар палатата во Лас Вегас. Вика тука познат по режијата на филмот Викенд на мртовци, а се надевам ќе биде попознат по режијата на Ах, љубов моја, кое што ќе се случи, нели рековме вечерва. Коле, тука за тебе не можам да догледам колку имаш искуство со филмот, како што и вчера самиот кажа на пресот, многу знам филм, така е. Значи, дами и господа, вие што не слушате и подоцна ќе не гледате на YouTube, за тие што не знаевте, Коле има глумено во 59 филмови. Нема шанси. Да, тоа е некоја има грешка шанси. таму. Ја мислам дека е грешка, затоа што тука се ставени И кратки филмови. Не, добро, кратка, ама и телевизиски филмови. Да. А иначе играње на филмски филмови негде се околу 50-тина, да. Добро, ја и ти уште две кариери да имаме, може ќе стигнеме до 20. Заедно, да. Вика режисер на 16 филмови и тоа е тука заедно со телевизиски филмови. Ај ми звони телефонот. Звони телефонот на Коле. Денеска има премиера, морате да го разберете. Маестро Коле Ангеловски. Инаку Коле Ангеловски морам да исклучам. Да. Со Коле Ангеловски, со твојата режија и со твојот текст Ах, љубов моја, всушност го отворивме и театарот комедија. Таа е првата премиера. Да. Не, па морам да кажам дека сум баш среќен, иако малку насила беше тоа да биде мој текст и моја режија. Но среќен сум што на вистина театарот комедија се отвори со таа представа. Среќен сум што ти, да речеме, Атанасе, прва улога, голема, прва главна улога во театар беше. И во филм, и во театар ние кај тебе, да знаеш, да. Па после мислим, кој ќе стане звезда, да кај да треба да се раздушиш. Така, кај треба да се раздушиш.
Значи велам стварно навистина сум среќен и мислам дека многу убаво работевме и представата беше жално е што не се игра повеќе, но здравје Боже, еве сега филмов. Филмот има едно ветување нашата управа дадено дека Да. после филмот пак ја ќе се враќаме и Враќаме представата. да, така да се надеваме дека ќе биде и тоа. Ако не сте погледнале таа фантастична представа беше, се надевам дека ќе ја вратиме, но еве ќе имаме можност со филмот што ќе се прикажува каде? Сега во Милениум и после? И Милениум и во Ситимол, во Синеплекс. Во Синеплекс. Да, а после исто така, значи во исто време ќе тргне да се прикажува низ цела Македонија. Така. Барем по овие првични реакции, бидејќи нели имавме една кобајак затворена премиера, меѓутоа сами видовте дека беше полно киното, барем по тие првични реакции и по интересот кој што владее сега за вечерашнава премиера, одамна нема карти, но да имавме уште 3 сали можеа да се распродадат. Така да мислам дека овој филм ќе биде гледан, иако многу е различно времето. Тоа што беше, не знам колку знаете или колку сте информирани, ама Викенд на мртовци е најгледаниот филм во Македонија. Дефинитивно. Да. И не само тоа, него по некоја чудна случајност, после 20-30 години од неговото прикажување, од страна на новинарите беше прогласен за најфилм. Најфилм во Македонија, што за мене, да ти кажам право, е голема чест и големо, како да речам, признание. Сега, мислам, тој успех, тој број на гледачи од тоа време и денешниот, затоа што навистина се е променето, луѓето веќе не одат во кино, покрај толку телевизија, интернети, јутјуби, Турски серии. серии и така натака. Навистина кинава не се веќе ни интересни, но и жално е да речеме, затоа што сепак еден филм место за гледање е во кино. Дефинитивно. Мислам и жално би било, еве да речеме, овој филм наш е толку, како да речем, и убав, и гледлив, и позитивен, и греот е сега да го видиш на мобилен телефон. Да, апсолутно така. Него онака се, види ова што е интересно, и види ова. Знаеш, сепак е да седнеш у мрак, па да пуштиш, па да гледаш стерео или не знам, сараунд, да ти дојде звукот од сите страни. Па да си ја чепкаш девојката до тебе. Па да си ја држиш за раче. За раче, чекај, Жарко, ти претеруваш. Така се вика кај нас, чепнија за раче. Значи, дами и господа, што не слушате надвор од Скопје, ете, дистрибуција на филмот ќе почне после 27 април низ кината во Македонија. Коле, филмот се снимаше околу 20 на дена, така беше? Па нешто помалку од 20 на дена. Мислам, и тука повеќе, како да речам, работи беа одлучени заради што филмот за толку кратко време го снимаме. Прво немавме доволно пари. Мислам, средствата од агенцијата за филм што ги добивме не беа баш некои преголеми. Второ, екипава што учествуваше, актерската екипа, што како што рече Роберт вчера на пресконференција, си го знаеше текстот. Така. Си го знаевме текстот, значи научен ни беше. Текстот ми беше научен, снимавне со 2 камери, што многу го забрзува. Голесни, да. Голесни го забрзува ритмот на снимање и снимавне на места кои што се неверојатни. Како амбиент, како сценографија, тоа која би го правеле, тоа само можат американци да си дозволат, да речеме, таква сценографија, таков бекграунд на кадарот, тоа нигде како, барем у овие македонски филмови, а и мислам дека филмов е посебен затоа што нели нашиве филмови или си историски, или социјални, или некои црни теми, или нешто мрачно. Со плачење. Не е само со плачење, него така, баш така пресија да вршат врз тебе. Нашиот филм е љубовен прво, никој во Македонија не прави филмови љубовни.
да си се сакаат ли луѓето, па да си се штипкаш, зарачка. Точно, Зарачина. Зарачина да се држат. Значи не го прават. А сето тоа па кој ќе го свртиш вака, целата таа љубов па у една у комични ситуации, па тоа ептен никој не го прави. И затоа мислам дека овој филм сепак ќе биде гледан. Им го топло го препорачувам на помлади гледачи, кога велам помлади, значи тинејџери, студенти, гимназијалци, средношколци и така натака, затоа што тоа е нивни филм. Тоа е вие сте носители на главните улоги, вие сте, значи таа генерација на млади луѓе. И мислам дека би требало да се гледа. Апсолутно. Се извинувам, мора да одиме со реклами, ми евуваат од режија, се враќаме за многу кратко. Не е тешко. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И? Кабум! Се враќаме Во студиото. Не ни бевме нигде, но вие бевте со вашите возила и уште сте, и поздрав до сите камионџи, таксисти. Апсолутно, и луѓе и што за сте на крепостени автомат. селани. Како? За крепостени селани, Да. робови, робовладетели, како и И да викаше, феудалци. и феудалци. Вие го слушате вашиот омилен мегахерц 96-тиот. на 0,0 комичен мегахерц, Со дами и нас господа. е маестрото, кралот на комедија. Па кралот, дефинитивно Крал, кралот да. на комедијата, Коле Ангеловски. Коле, вака, сакам да те прашам, поише нерви треба за филм или за представа? За филм треба нерви за да стигнеш до филмот. Значи, јас значи првиот филм што го режирав, тоа беше 71 Татко? година, Татко или Колнати Смирина. Ми се случија неверојатно грозни работи за да дојдам да го снимам филмот. Ужасни работи. После тоа ми украдоа цело сценарио, па снимија филм. Па после тоа, значи, секам да речам, за да дојдеш до филм, и затоа јас, да речеме, после Викенд на мртовци, од тогаш има 30 и кусур години од снимањето на Викенд на мртовци, не сум снимал, не сум режирал филм, иако сум можел, нели? Меѓутоа, велам, крв се проплукува додека да стигнеш на филм. А кога ќе стигнеш, после зависи од тебе. Значи, еве, ова снимање ми го снимив на филмот многу брзо, со големо уживање, со зафрканци, со зезање, со... Меко, лесно. Така да не е толку, како да речам, проблематично и тешко самото снимање, многу е тешко да стигнеш до филм. И тоа е затоа што сепак филмот е скапа играчка. Да. Значи, а додека пак у театар, мене секогаш многу лесно ми одел. И театар, не, Абе ме бива, ме бива. ама не тоа што ме бива, него, знаеш, се создава таква атмосфера. Сега, сите мене ме знаат да ме као режисер на комедии, но аква, ја имам направени многу сериозни представи. И тоа баш иделе по фестивали, награди освојували, така натаму. Ама некако навистина најдобро се чувствувам во комедијата и најмногу сакам да работам затоа што сите добро се чувствуваат. Ева, има еден, како се вика, рецепт напишано од Прилевски театар, еден глумец го има стаја на тоа, вика рецепт за добра комедија, за добра представа, вика кратки проби, долги турнири на табла, вика зезање и вика еден режисер. Коле Ангелов. Значи, сакам да речем дека фактички треба да се направи добра атмосфера кога работиш со луѓето, да бидат среќни. Баш кога ја работевме, аз љубов моја за отворањето, не знам колку се сеќавате, у бифето у Драмски театар има една келнерка која вика, бе, Коле, секогаш се знае кога ти имаш проба. Вика, сите доаѓаат пола саат пред почеток на пробите, се гушкаат, се бацуваат, вика, кафенце си пијат расположени, ке завршат проба, па ќе седнат у бифето, си прават разговор. Вика, другиве кога работат, ќе дојдат, не знаеш, дека има проба, влагаат, вика, некако скришно од позади, не ни завршила пробата, ги нема. Вика, така да, а навистина, мислам, многу е важно таа атмосфера да се создае на позитивна енергија, додека
Додека се работи. Најважно, а дали Коле ти важиш за добар табладжија, меѓу актерите знам дека сите те предизвикуваат. Тебе и на снимањево гледам дека сакаат со тебе да играат, тоа покажува дека ти си. Абе, во принцип, знам да играм табла. Еве вам у пример да речеме, после секоја проба, значи после секоја проба имавме турнир на табла и последниот кој што ќе испадне на тој турнир, обично 6 души, 6 до 8 души играв на табла. Последниот купува бурек за утредента, за сите тие што учествуваат. Тоа се игра. Ми се случуваше да речеме едно 7-8 пати купам бурек. Од 30 проби, па поише 30. Во 35 години па и ти да купиш 5-6 пати бурек. Мислам за една представа, на една представа. Има поарни од мене, има поарни од кои што тешко можам да ги добијам. Неверојатно бе, они си замислуваат или ќе си посакаат, да речеме. Да, таа бројка. Ќе вика, и се, на пример, не знам кој знае да игра табла, ќе знае за што зборам. Фатени 5 пополнети 5 полиња, едно поле е слободно и да речеме на 6 имаш ти голпу. И тој ќе рече, ај сега да фрлам 3 и 6, фрла 3 и 6. Значи, теоретски нема како да излезе, а камо ли да те удри, и онда псуи, расправај се, ама Чекај, освен табла, јас знам за некое време во Драмски се одржувале турнири во пинг-понг. Да. Што било тоа сега? Значи, ни купи директорот, ни дозволи професионална маса за пинг-понг. И ја ставивме на малата сцена, пошто не се користеше тогаш таа мала сцена. Доведовме, почнавме да играме, сите знаевме нешто вака малку да удираме. И доведовме двајца македонски прваци. Во пинг-понг. Во пинг-понг, еден Мац и еден Драган. Да ве тренираат? Првиот и вториот. Они сакаат да се дружат и после се дружевне со нас и не толку да не тренираат, ама да биде дружба. Да биде дружба. Например, кога дојде тој Мац, кој што беше македонски првак, ама беше и член на репрезентација на Југославија, седнат на столче и со 15 до 21 се играше тогаш, значи седнат на столче и со 15 напред, значи фора ти дава 15, овакво и не тепаш. После тоа дојдовме до тој степен да не можеше повеќе од 10 да ни даде, ама и стоечки. Сте го фатили. Значи, па со глумци се фатил тој. И како се вика, дури ни предлагаат да влеземе екипа од Драмски театар, да влеземе у Македонска лига да играме професионално, да играме да се надпреваруваме. Кој беше наистакнат? Па вака отприлике добро игра Стево Спасовски на татко му. Брат ми играше одлично пинг-понг. Ја не бев лош, Метко. Така не, ја бев добар затоа што левак сум. Го буниш. И го буниш ова. Например, у тоа време знаевме она топ спин да маваш, а тоа е баш овој професионален удар, значи забиваш, ама со вртење. Ја имав среќа, се познавав еднаш кога дојде Шурбек, тој беше европски првак ваква, тој Мац го донес, а јас се знаев со Шурбек пред од филмови сум се сретнал негдека и ми остави негов рекет што он го правил за такмичење, значи неверојатен. После тоа ми го позаиме еден професионален пинг-понгар од Скопје за некој турнир као му требаше. И го виде? Не. Значи, ако слуша да го врати рекетот. Коле Ангеловски вечера е во Кино Милениум, гарантирам од 8:30 до 10. Во Кино Милениум да се врати рекетот. Коле, едно прашање. Еве се на екскурзија во Скопје. Здраво. Сакав да прашам, значи во Ах љубов моја генерално бевме сите дебитанти. Дали е полесно да се работи со професионалци кои што се подолго време во работата или со дебитанти?
Значи, како се вика, има голема разлика во правење на улога на филм и во правење улога во театар. Во театар. Голема разлика. Огромно. Да. Значи, у театарот е многу полесно, затоа што од почеток до крај си водиш еден процес, го знаеш процесот у континуитет. На филмот се слика секвенца, кадар, мадар, ти реков, ми рече. Да. На филмот многу е значајно да се познава технологијата на снимање, значи технологија на објективи. Има различити објективи. Тие различити објективи бараат различити начин на глума. Например, има широкоагални објективи кај што се гледа. Тука, да речеме, глумата треба да биде поекспресивна, значи затоа што тоа се користи за тотали, гужва, кај што има повеќе луѓе. Сега ако сакаш да се видиш, треба да бидеш доволно интелигентен, да во еден момент дали рака ќе дигнеш или нешто ќе направиш, а и види го оној. Да се издвоиш од ова. Онда има тие едни нормални објективи кај што треба најнормално да играш како во живота. И има телеобјективи кај што се сликаат крупни планови, кај што не треба фактички ништо да глумиш, него треба само да мислиш на ситуацијата и на односот со партнерот. Така да за филмот велам, тоа е и една технологија која што доста од овие професионалци кои што имаат повеќе филмови го знаат тоа. Но во исто време, како се вика, па таа свежина што имаат дебитантите, што ја имаат, знаеш, зашто тие професионалците па и може и да претеруваат. Знам да речеме некои глумци наши, да не им го спомнувам имињата, за да остане подолго у кадар, сега треба да каже здраво, како си, а он ќе рече здраво, па гледа лево десно, па гледа муви дали има, па не знам. Како? Си. И сега ти не можеш да го исечеш тоа, зашто треба, не можеш го монтажа да го фрлиш, него сега може, ќе рече здраво на него, па после како си преку тебе. Да. Ама, сакам да речем, е занает глума. Да, апсолутно, да. Коли имаш некоја омилена улога што си изиграл во театар, во филм, било што, некоја што ти е онака, до ден денес што ја збориш, таа ми е таа. Па, да речем, ја имав голема среќа во животот, што на 18 години, беше интересен податок, ја не сум обрнал внимание, ама вчера на пресконференцијата директорката на Агенцијата за филм го спомна тоа, дека на вчерашниот ден, тоест ако се 55 години од мојот прв филм. Добро. Мајко. Кој знае математика? И сакам да речем дека јас тогаш кога го снимав тој прв филм, имав 18 години. Бев студент на прва година на академија. Инаку, и ден денеска постои тој закон дека студенти до завршена втора година немаат право да играат на филм, на телевизија, во театри. Значи, ја имав таа среќа да бидам прв студент кој што на прва година добил да игра главна улога на филм и дека од академијата ме пуштиле да играм. Сега тука имаше малку и протекција, затоа што сценарист на филмот беше професор на академија. Па он направи, меѓутоа по чиста случајност. Значи, некој господ ме видел од озгора и рече, еве си, затоа што за сите улоги веќе беа кастингот направен, само за мојава им недостасуваше глумецот. И кога ме донесаа, таа беше вака, мислам, ме открија, јас свирев гитара. На почетокот, иначе заедно со Зафир Хаджиманов, еден Зоран Георгиев, Димитар Масевски, Бог да го прости, бевме првиот вокално-инструментален состав во Македонија, се викаше Димас. И викам, знаев да свирам гитара и свирам гитара на академија. И гужва сме направиле, ја качен на стол, свирам, пеам, нешто се дерам, овие околу мене студентиве рипаат, скакаат на прва година.
И доаѓа професорот и ми вика, ко си бре ти? И ја викам, студент. А он беше професор на втора година. А вика, а што радиш tu? Па реко, певам, професоре. Вика, одма, ја реко, сега одма, да се бришам од академија, што да правам, знаеш, вика, одма сад, овог тренутка, вика, да идеш во Авала филм, знаеш ли кај Авала филм? Како не знам, а ја поима немам. Вика, да идеш во Авала филм, да се јавиш на режисерот Раденко Остојич, ја ќе му се јавам по телефон, тогаш немаше мобилни, нормално, и вика, ја ќе му се јавам на телефон, да му кажам, он ќе знае. И ја одма после се распрашувам кај Авала, ми кажа, идам таму, куц на врата, и режисерот, еден многу убав и фин човек, и доаѓам, викам, меве, јас сум тој. И он ме гледа, ама така едно 3 минути ме гледа, 4, јас сега не знам што да правам, знаеш, стоиш, те гледа, некој вака, те гледа, и ми вика вака со прстот, ти си треф. Ја викам, добро, одлично, јас сум треф, ама поима неам кој е треф. Ево ти сценарио, прочите, сутра на костимска проба, на такво е читам главна улога. Леле. И не ми се веруваше. После недела дена почна снимањето. Тој филм се викаше Саша. Беше така еден партизански филм, ама поише зезанци, многу современ, многу откачен, не она, знаеш, партизани германци, не, него за тројца багабонти кои што прават некои работи за време на војната. И беше многу така, младешки филм, откачен. Значи, премиерата у Пула, на фестивалот у Пула, неверојатно помина. Имавме 146 премиери низ Југославија. Абе, голема држава сте биле, друга. Па нема, стварно голема држава, 20 милиони луѓе, знаеш. И 8 милиони луѓе го гледаа филмот еј. 8 милиони луѓе. После тоа ти беше на мега популарен. Па еве, тогаш немаше, значи телевизија уште не постоеше, тогаш како се вика немаше интернет, фејсбук и тантара-мантара, ја добивав дневно овдека у Скопје по 150 писма од обожаватели. Одлично. Одиме со реклами, ќе се вратиме со писмата, ќе ги читаме сега писмата. 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Вика, сексаш се ко порно глумица, у кафани си ми ко брат, љубави моја. Тоа таа совршена веза, perfect bound. Коле, стигнавме до писмата. Колку писма се добивал? Па по 150 писма дневно. Дневно? Дневно. Поштаро доаѓаше вака со една торба, само ние, ама волкава торба и унутра наредени писмата. Леле. Шо пишува, бе, шо те бара? У тоа време многу се бараа слики со автограм. Значи, секој продуцент од филмот мене ми даваше по 2-3 кути, по, не знам, 1000 фотографии. Ја требаше да ангажирам секретарка да се подпишува. Па, нормално. Бог знае колку те пцуел поштарот, тешка таа торба на секој ден кај Коле дома, секој ден. Коле здравше 150 ден. Да. Ги читаше, сите ги читаш? Мајок. Да, секако. Коле, дали што е поинтересно да се работи како глумец или како режисер? Па, поинтересно е како режисер, сигурно. Мислам, па не, мислам, мај сега да си бидеме... Па даде мокте имаш ти. Да. Ти што ќе кажеш тоа е. Така е. Не, по-комплексна работа е, значи, нели, се. Од текст, од драматургија, од кастинг, од сценографија, Да. костими, музика, светло. Значи, знаеш, има една работа,
И тоа баш у тој прв филм, и ја тоа стално го кажувам на сите глумци, најверојатно и вам сум ви го кажал, ама 100%. добро е да се знае. Значи, на првиот филм, кога го снимам на Саша, една од главните улоги ги играше во тоа време една од легендите на југословенскиот филм, Раде Марковиќ. И сега, знаеш, снимање трае 10, 12, 15 сата. А мене се ми интересираш, од кај се поставува камерата, кој е светло, кој тон, се за... Трче на... 18 години. Да, сами сте. Трче таму, трче ваму, гледај ва, гледај, и после 5 сата, 6 сата, ја клапнат, не можам, знаеш. Тој Раде си седи у тие столиците филмски со... Такви имавте ли Имавне, со презиме, све, и си седи, си чита дали сценариото, дали некоја книга, новини си седи. Господин Раде, повелете на сет, ќе проба технички еднашка, два пати снимен кадар, ај здраво. И ја душа неам и одам му викам, господин Раде, молим те да ми кажеш, викам, како бе издржуваш вака? Па вика, те гледам, ти ко атомска мравка, натака навака, дрдар, вика, слушај си. Најважно, вика, ништо не е важно од она што се случува околу камерата. Важно е она што ќе остане у камерата. Важно е она што ќе го снимиш. И тоа мене ми е, значи, од тогаш, еве, пред 55 години, мото, главен кредо. Значи, не е важно сите овие зезанци и зебанци што ги има околу, дали е снимање, дали е правење на представа. Важно е тоа кој ќе излезеш на сцена или кој ќе излезеш тоа што си го снимил, кој ќе излезе на платно да речеш браво бе, тачно. Да, ова ми го кажа ти 10-ти ден од снимање, затоа првите кадри ми се катастрофа, јас подобар бев позади камерата, но добра, ајде да сме живи и здрави. Јас случајно го слушнав тоа и јас исто, само што моите денови беа завршени снимачки. Коле, има една приказна, не знам, сум заборил за кој актер е што куцал, кога бил многу скап филмот, кога требало да се... Зашо беше таа приказна? Па да речем, од милиардата анегдоти што се случили за време. Така да, бе. Значи се снимаш еден ратен филм и една голема сцена кај што се минира воз, возот иде во воздух, статисти, коњи, животни, гуски, патки на станица, избеглици разноразни. И се режисеров зима еден постар глумец и тоа од југословенско драмско, кој у тоа време беше на врв на театрите, ама од тие стари глумци кои што... Бавни. Не само бавни, него ако не глуми, не... Така. И он требаше, а многу убаво изгледаше, така седе, се брадиче, баш финеден господин. И режисерот му вика, рече, слушајте сега, значи која ќе пројде, која ќе биде експлозијата, вие пред камера во тој момент треба само да поминете, да се зачудите и толку. И овој му вика добро, ама вика на режисерот, значи, малку сумниво му беше кога му речем добро, и зема му покажа кај треба да помине. И добро, може господине, може, спремни сме, спремни. Снимат јаква и сега вика, камера иде, тон иде, дајте, гужва асистенти, држне, дај, дигај го возот, бам, се дига експлозив, пиротехничари набутале у тоа вагоните, летаат вагони у воздух, сите страни, бега народ, 300 чуда и овој вика, ајде господине, пројдете, и овој проаѓа и ќопа, куца. И режисеров, готови се, нема втор. И овој режисеров се треска од земја, вика, па што правите бе, зашто вака? Па вика, вие сте ми показали тако да идем. Па вика, ја то ќопам од роđења, вика.
Генијално. Ете така. Вика, ја кривам од кога сум роден. Јас сум чопан. Не, мори, добре. Коле, кога беше ти 18 годишен така, глумец, филмски актер, кој беше тогаш идол за вас? Кој ви беше врвот? Или немаше тако? Не, имаше како немаше. Па, мислам, ја имав... Тито. Да речеме. Не, пази, јас со Тито имам... Не, да се фалам нешто многу, ама имам две средби со Тито. Така. И двете средби за мене беа многу позитивни. Едната, например, за тој филм Татко, со кој што има велам многу големи проблеми овдека во Македонија од наши македонци. Филмот влезе, значи, во конкуренција. Значи, во тоа време во Југославија се снима од 40 до 50 филмови годишно. Сиромашти. На тој фестивал во Пула, кој што беше еден од најпрестижните светски фестивали, пошто многу јака беше кинематографијата југословенска во тоа време, имаше 14 филма, тоест 12 филма кои беа во конкуренција. 7 дена траеше фестивалот, отварање, затварање по еден филм и по 2 филма во текот на неделата. Мојот филм беше влезен во конкуренција да учествува на тоа. Одов дека од Македонија се јавуваат дека забрануваат, иако не беше на Вардар, не беше на Вардар филм, се јавуваат да се забрани да не се пушти. И забрана можеше филмов да не се пушти. Ама Карши Пула е Бриони. Тамо Тито си има свој, како се вика, селектор кој што му бира филмови од фестивалов да си ги гледа и го по некоја случајност го одбрале филмот и го гледал филмот. И овие му викаат ќе биде забранете, нема да го пушти. Како вика да не го пуштам? А на Јованка па многу Бате и се свиđал Бата Живиновиќ. Како вика? Има да иде, вика. И кога ќе каже Тито има да иде, има да иде. Има да иде и тоа. И вториот така интересен случај ми беше после Неретва. Премиерата на Неретва, таа се беше во... Одиме сега, ќе мора да се одјавиме, коли да се извиваме од режија. Како да се, значи ги покануваме сите да го погледнат филмот, а таман се заборевме. Битката на Неретва. Стигнавме до 80-та. Чекајте, имаше уште време, добро. Ај, следна емисија ќе минаваме втор дел со Коле. Маестро Коле Ангеловски, ти благодариме многу за... Ти благодариме многу, Коле, влеговме во друг термин. И стварно, да што повеќе луѓе дојдат да го гледаат. Да го гледаат филмот. Нема да жалат. Одлично, 27 во Синеплекси низ цела Македонија. Македонија е мала, можете да го гледате и во Скопје и во Велес во исти ден. Така е. Може и Пилеп да го фатите. Ти благодарам што беше со мене и денеска. Ти благодарам што сум дел од оваа емисија. Ти благодарам јас тебе. Ова беше трговска радио на Македонија. Уредници и водители на емисијата Шарко Димовски и Атанас Атанасовски, датум на емитување 21.4.2017 година. Парите ги нема, радио Слободна Македонија. Уживајте. Komičen megaherc.